Жив ли си? Не те гледам се. Централно си се поставил. Се нервирам, брат. Правиме од готова вериција цело време ова држава. Добро. Ајде, кажи така. Само кажи така, не смета да Или нека земат поише микрофони, за да не сме поише луѓе, така да Игорче е голем, влага у кадар, може да се справи. Игорче, сите проблеми Игорче. Добро, Игорче, значи ти си за секи. Сакаш да те менјам? Ти ме не се насуди? Ја затоа влег. Значи три судења тука ли се најдеме? Тука ли не е? Може колеги? Може колеги? Ајде. Може. Ај, кажи еден, два на мојот Еден, микрофон. може. Може. Може да почнеме? Добре. Ајде. Океј таму? Почитувани, дозволете ми на почетокот од моје лично име и од име на Министерството за внатрешни работи да изразам сочувство до семејството на починатиот и уште еднаш да повторам дека Министерството за внатрешни работи експресно го расчисти овој случај и сторителите се приведени, а веќе им е одредена мерка притвор. Имено на 29 јуни на автобуска постојка на булеварот Александар Македонски, три лица на возраст од 19, 20 и 21 година го нападнале НС, пошто НС е пренесен во ургентниот центар. Веднаш се преземени соодветни мерки и активности и прво пријавениот и второ пријавениот се лишени од слобода и веднаш потоа одредена им е мерка притвор. Целокупниот материјал со сите докази е доставен до надлежното јавно обвинителство и надлежно за овој случај е основното јавно обвинителство во Скопје. Ви благодарам. Сега да ви кажам и за другиот случај. Ај, слобода да завршиме, зашто конкретно исказите кој да? Тоа не никак. Знам мој, Се ама испрега обвинителство. Значи, овој дел сега си го води обвинителство. Значи, за сите овие прашања говори за обвинителство. Министерството за внатрешни работи експресно си ја заврши работата, целиот материјал е предаден во обвинителството и сега за сите прашања треба да се обрати. Едно недостасува од трите сторители. Едно лице не е обезбедено. Имате ли сознание каде што е се Работиме на тоа. Во контекст на ова веќе има мобилизација на социјалните мрежи на навивачката група Комити за да излезат на улица и да возвратат за детето. Вие Значи, дали јас- имате некој апел? Да, превентивни Јас мерки. апелирам до сите поединци да не се шират дезинформации и шпекулации. Значи, повторувам како што кажав во изјавата. Настанот е комплетно расчистен, сторителите ќе одговараат и ќе си сносат одговорност за тоа што го стоrilе. Апелирам уште еднаш до поединци и до дел од неодговорните портали кои што шират дезинформации и лажни вести да не го прават тоа, затоа што уште еднаш кажувам, случајот е комплетно расчистен во рок од 24 часа. Дали може ќе барат да се преквалификува делото? Значи, квалификацијата и преквалификацијата на делото е надлежност на основното јавно обвинителство. Министерството за внатрешни работи настапнува по насоки на обвинителот. Имате ли траги по третото лице? Рековте дека Работиме на негово пронаѓање. Дали има невојки во врска по случајот за Марацинова? Дали е... Ќе ве молам само да дадам за кратка информација. за бебето, значи да не го претвориме се во широк прес, значи рековме изјавата е за тоа строго насочена. Само секунда малку да се звена што да кажам. Значи во врска со настанот кој што беше пријавен со едногодишното бебе, Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека во соработка со другите институции работиме на целосно расчистување на случајот и веднаш што ќе биде расчистен ќе го информираме соодветно обвинителството и јавноста. За други детали Уште еднаш на првата тема, јас уште едно малку имам појаснување. Бидејќи комитите, како што реков, се мобилизираат. Дали овој случај има етничка позадина или не? Дали има таква омраза? Ние одговоривме на сите тие прашања. Значи, знаете што, ја ќе ве замолам, ќе ве сите као медија. Ве молам, значи, не гледајте етничка, не форсирате тоа, во минатите времења се форсираше албанци и македонски луѓе. Насилникот е насилник. Поетата ми е да се стиште и да се крене, затоа те прашам. Апелираме ве до сите што ќе апелот пишувате, зашто? што ќе правите, значи насилникот е насилник. Не е битно дали е албанец, македонец. Значи, тој што е насилник ќе се одговара, постојат закони, функционира правната држава, веќе се во притвор, нема каде да бега. Ви благодарам.